И еве уште едно издание на Вербалиум, можеме да кажем дека може веројатно ќе биде најопуштеното и најпријателско од сите изданија, затоа што на гости ни е од Португал, директно дојден Jon, како се вика Португал на португалски? Португал. Португал, многу на утера. Абре Убри имаше на навечка група на времето. Ѓорѓи Иловски, попознат како Џоле Смат. Ова мислам дека ни е прво музичко или бендско издание на Вербалиум, затоа што обработуваме разни теми, ама зборуваме за се и се што имавме со случајно една епизода во која што зборуваме, меѓутоа тоа повеќе се однесуваше на еден проблем кој што не знам колку си во текстот на што се случува во Македонија, бидејќи не си тука. Да ти кажам, зависи зашто. Некои работи Зачема не се припукува тие туку филхармонија ги обвинуваше, знаеш дека требаше по една иста зграда да бидат беа прогласени за национален оркестар, Сдруженијето на джез музичари. И така натаму. И сега тоа се среди. Конечно е да ги поздравиме нив, добија свој простор, под опера и балет и така натаму. Тоа супер. А не сум упатен у таа ситуација, мене не знаеш што ме интересира. Дали за хардкор нешто ме прашаше или да било нешто везе со панк хардкор. Кажи ми ти колку време си надвор веќе од Македонија? Четврта година како му дојде? 3,5 години точно. 3,5 години точно не. Некаде пред короната. Точно пред короната, да. Не киднав. Јас и ти се слушавме, јас и ти се слушавме за време на корона, оние полициски часови. Како беше тоа за време на корона? Малце построго изгледа од кај нас. Построго беше малце, да. И немаше само поопштини, беше затворено, малце психолошки момент беше многу беше. Тешко беше, немаше летови, немаше да дојдам тука. Можеше да се излегува, например, само ако идеш храна да купиш и тогаш ќе те saстанат, па ќе те проверат така што како. Значи сериозно претежно затоа што имаше нели старо многу население. Не правеше ти никои балкански фори македонски како вие кај нас што правеа тие што треба да што не може да издржи дома, нели со кучиња да золува, па и да нема куче на одја куче. А имаше и еден куп, ја лично можев да имам новинарска акредитација, ако не сум новинар, да се шетам и знам будали што имаше кој што извади новинарска акредитација се шета во 2-3 ноќеска. Фино им беше да се возат по празните улици. Не ја контам баш поентава да се возиш по празни улици во Скопје сам како будала и тоа со полициски контроли, ама еве го имаше и тоа. Тамо не знам. Немаше. Понекогаш, значи ние пошовевме нови, некогаш не ги фаќавме. На почетокот имаше такви нели и цело време имаше чудни правила и семија тоа уште на таков лош као сив смок. Знаеш, не знаеш како, нелогично, до 3 саат смееш, па не смееш ваму, па смееш овде, па овде кога ќе влезеш ќе носиш маска, ама ако седнеш на маса ќе ја извадиш маската и така натаму и тоа малце ми беше мене. Или она, не знам дали го имаше кај вас по генерации, знаеш, млади дека може само до 2 до 14 часот и тогаш пензионира 14 до 17, а лица од 25 до 30 години само од 18 до 19. Цело беше така сомнително. Имаше некои такви, идеме со жена ми, влагаме у кола, излагаме на автопат и гледаме само ние сме, само ние на автопатов. Идеме негде, викам. Абе, денеска викам да не има нешто, затварање, викам, пошо. Возиме, гледаме, живо пилене. А почитуваа тоа законите. Значи, чекање уредици имаше таму многу, не смееше да се влегува нели во простори затворени. Добро, и тука беше така. У глобала беше слично као тука кај нас кој што гледав, само почна малку порано, пошто они многу брзо се кај нив дојде тој моментот да имаат голема смртност, големи случаи, имаат нели постаро население кои треба да го заштитат на. Да не кажам дека никој не знаеше што прави у тие моменти и вака седиме да бараме логика, нема да ја најдеме до утре. Нема, чудно беше сето тоа, мислам дека една лекција за човештвото беше од многу аспекти и тој аспект на на слобода на движење да ти го ограничи некои недокажани моменти, недовршени, па многу луѓе па и почина, знаеме во комшилуков, знам луѓе што се замина и млади. И ден денес не објаснето, некој ќе каже здравството потврдило, некој ќе каже капацитети немало, не знам што, ама факт е дека луѓето почина од корона. Сега имаш и теории на заговор, имаш и не знам, ваксери, антиваксери и сето останато. Абе, во некои моменти понекогаш не знам, јас сум антиконформист, не верувам на никого, но во некои моменти треба да видиме нели општото добро, кој е интересот. Не сме ние паметни, ја видов дека
сите сме доктори, по обичај по све. Да. Разбираме различни теми. Да, све знаеме. Нели, ќе дојде Евровизија, сите се композитори. Чека, португалците такви си? Не. Ние сме експерти за све. Ние сме експерти. доктори. Да. Примариуси, се. Они се така малце порезервирани, знаат да се направат за одредени теми, кога станува збор за фудбал и за тие ствари се експерти, а иначе си ја слуша. У тие моменти беа малце, знаеш. Ти беше на Португалија, Македонија, така ми рече? Отидов, да. И како беше тоа? Но да подсетам за гледачите, на вербалиум оној бараж надпревар, вториот бараж надпревар по големиот успех кој што никој не веруваше ќе се случи против Италија. Па некако почнуваме тука, знаеш, наши се ги имаме 3-4-0, чекај бе луѓе, чекај малце, оваа екипа која што во просек играчен вреди, не знам, 780 милиони. Значи, без разликата, без Роналдо. Роналдо е другиот. Друга категорија, ти дека ја рапите малку повеќе. Супер беше надпреварот како надпревар да се гледа, супер беше, нели, стадионот Порто. Добро, ние као навијачи не. Дракао беше така? Не сместија од кјош бевме, така малци имаше таму и као жица стаена, да не фрламе нешто. Ама беа уреду се до еден момент кога почнаа нашите да викаат Меси, Меси. И тука ги гагаш португалците, нели, од срце и малце почна и они. А надпреварот беше интересен. Прво полувреме добро се државме, имав, нели, после тоа со еден португалец и детално ми раскажа, пошто не сум некој идам на сите утакмици, они идат на сите утакмици, тоа е целмувавето животот, значи зборот спортинг бенфика. Ори имат јака лига и европски прваци беа, и европски прваци клубски беа со Порто. И код друг спорт да не постои. Мене, например, срце ме болеше кога изгубивме ракомет од Порто. Да, Порто е доста силна ракометна екипа и као репрезентација стануваат се посилни. Не знам дали е таму нешто популарно. Не ни знаат дека постои како спорт половината од нив. Тоа ме болеше ја кога гледав и така, малце. А баскет? Баскет, да ти кажам, не ги пратам што ќе го пратам, ама не сум ни чул нешто. Ама кога ракомет гледав зашто играат со нас, не ради што сакам да ги гледам. Добро, ќе се вратиме малце на Португалија, ќе ни раскажеш како е мене лично тоа екзотика, бидејќи не сум бил никогаш. Би викале дојди вамо, дојди Лисабон, дојди Порто, дојди што има таму Мадира, како беше островот на Роналдо. На Роналдо и така, нешто што не ме интересира баш, ама нема врска. Сега да се вратиме малку на СМАТ и она што го прави. Вика, вака сега во описот за СМАТ вака стои. Слушај го. Punk from Wellington, New Zealand. That relocated to Sydney, Australia in the mid-90s stands for Sexual Mutants Under Tension. Ама тоа е некој друг бе. Друг бе, да. Пази го колку јако звучи. Јако звучи, исто се вика СМАТ и се од Велингтон и постоеле краток период се ама не врска со нашите СМАТ кои што постојат, ама интересно ми беше ова како факт, отворам чекај СМАТ бенд и ми излегува века чекај бе, овие наши никад немале Sexual Mutants Under Tension. Тоа е мото сериозно име. Teenage Mutant Ninja Turtle. Да, Sexual Mutants Under. Ајде се вратиме на приказната за СМАТ, бидејќи ти си доста одсутен. Константно си одсутен. Од Македонија имаше колку едно доаѓање по короната или во корона. Две имав. И никако да те види човек. Се криеш. Многу беа кратко. Многу кратко. Да не беше вербалиумов, немаше да се видиме, може пак. Сега овој пат дедов малце на полога. Значи додо да се спремиме за концертов, што ќе биде на Ди фестивал 25 години СМАТ. Тоа беше план да го правиме ние уште пред некоја година, ама не го направиме. 96 оформено, значи веќе сте во полни 20 и колку му даја? 8 скоро, а? 27. 27. Добро, тоа го направи новиот почеток, требаше да прават 20, па им се одложи ради винила на корона, па правиа 20 плюс 1 нешто. Да, многу работи измислено. Кај мене беше друго, не само короната и после кога заврши, ние свиравме, како беше договорено го свириме последниот албумот, промоцијата на албумот, на Ди фестивал го свиравме и требаше да правиме 25 години, као концерт посебен, тука во Скопје, ама не го направи. Сплет на околности, нели тоа што се случи, персонални работи некои кои не можев да поминам, мене дури тогаш на Ди фестивал не можев да дојдам, не ми се ни свиреше, онака ми беше стварно. Тоа беше во времето на корона, со тоа беше после корона, ама не беше баш после корона. Мислам дека се уште беше не првата година, второто лето. Да,
Ние свиравме со Супер Хикс првото лето кога беше жижата на короната. Вие тогаш Да, свирате, кога свиравме беше со маски, обележано. со не знам што таму. Тоа беше без врска, не личеше на ништо, морам да признам, еден од најлошите моменти што ги имам доживено, бидејќи беше као у некој, не знам, логор концентрационен, да свириш така делуваше сето, вака стаени во некои квадрати луѓе, не знам што. И тоа немаше врска кога свираме, вие свирате наредната година Кирил Жаковски кога беше, ако не се лажам, со Мане Руцман од Конкрет Лајон и така натаму. И тоа беше добро шоу. Јас знаеш дека ве гледав во Албанија, ве гледав во Велипоја на телефон. И викам, какво шоу направи, браво. Не, добро звучеше. Не, и сценски се зборува, или огнови. Да, не само огнови, и анимации, значи спремно е шоуто. И овој пат ќе биде, нема да биде помалку. Како функционирате сега вака на ти на дистанца? Исто како и претходно. Исто работи. Не може да биде исто. Исто работиме. Ние никад не бил бенд, ние се собереме да правиме проби за да правиме песна. Никогаш не сме функционирале така. Може да се собереме да бидеме двајца, тројца максимум. Пошто 5 души не можеме да направиме ни песна, секој ќе каже нешто, по една реченица секој да каже отишло време. А не да може па да просвири. Така да стално сме биле двајца или тројца и сега имаш оној ремоут. Сега големи компании работат ремоут, можеме и ние, така. Значи пуштам идеи, враќаат идеи, имам студија таму, идам ги снимам песните, они се снимаат тука. Да, па видов една фотографија со Благо Јантовски, да го поздравиме, попознат како Баге. Како Баге, да. Познат во многу проекти, во кои што често како Тапан на рај, вработен од пред некоја година во Хармонија беше или во опера? Во Хармонија. Во Хармонија, не промашено, веќе не се лутат. И видов дека фотка ти дојде на гости така. Дојде на гости кога ги снимавме вокалите за еден. Чекај, Тапани таму снимили шо? Не, Тапаните ги снимивме тука. А тоа се крчка се нов албум? Па При крај сте? да. И вие сте така као... Работата е што кај нас знаеш како е? Пред да луѓето да чујат било која песна, имаме од таа истата 15 верзии. Со различно темпо, со различно вакво, со различни прелази, со различен текст, различен рефрен. Значи снимам ја песна со 2 рефрени. И сега ќе видиме кој е подобар. И да видиме како ќе, и да видиме како ќе ни легне после некое време, како ќе ни звучи. Ова е глупава, ова не, па пиши бриши. Значи вие сте комплицирани, не сте како некои бендови на прва. Никак. Не сме работели на прва од, не знам, од таму. Ајде раскажуваме приказна, 96-та стои официјално датум, претходно ти беше во некој... Никогаш не сум бил, смат ми е... Од старт беше, јас знам бага првите свирки што ги имавме со Супер Хикс, по тогашни Лида, Мида, не знам, што беа Партизон, потсети ме, не знам, МКЦ доле бифето не постоеше уште, беше некој простор и таму се нешто беше чудно. Нешто чудно, па и горе во Dancing салата, па преградена, односно нааму, тоа што правеше некои панкерски фестивали. Почнавте као, ако добро се сеќавам, малку као помелодичен хардкор панк бенд. Затоа барем така што знам, еве доживеав во почетокот, за потоа малце да отидете некај, денес можеме слободно да дефинираме како хардкор метал. Да. Или не знам што друго, може да е малку и нум метал примесили. Абе тоа зависи од нели од членовите кои се бендот и како е нивниот вкус и смат почна као не знаевме каква музика сакаме да свириме, сакавме музика да свириме и почетоците се малце некај кросовер. Има кросовер, па после малце мелодично и така беа чудно. Тоа беше 96. Аха, ОХ2, добро. Значи ОХ2 свира тој период. Еве ми го тука ми. Да. Не, нема во кадар, само ќе се појави. Нема во кадар, ама знаеме за дали ќе особено. Како па имавме концерти тогаш и со ОХ2 доле во андерграунд. Тоа беше Дудил. Кој беше тој клуб? Тоа беше на Рекорд. Позади, кај што беше ти текнува продавницата за плочи на Сими на Денис, Рекорд. Да, нешто. Тука се влагаше у влезот и у подрум, у зграда. Исто така Зод беше доста актуелно на време. Да. Но тоа беше малку подоцна, веројатно. Подоцна беше Зод, беше ван. Ова беше баш тој на период 90, 96, 7, 8 беа тие Партизон, беа Дорс, ајде не знам, постоеше 94-та, ние првпат ше година 2000. Вие имате фатено Дорс, ја го имам фатено само као публика, као бенд не. И не знам кои беа други места. Немаше баш премногу места. Такви Копакабана, мислам дека Копакабана после дојде. Копакабана беше 99-та, 2000-та, 2001-та, тој период. Ние ја свиревме скоро секој месец. Имаше нонстоп рап, журки, имаше хардкор. Хардкор нонстоп правевме. И кај сме сега со хардкор сцена во Македонија?
Да ти кажам, затоа што вие бевте едно време, и ден денес морам да признам, имате едно од најверната, може не е голема база, нека се 200-300 луѓе, 400, ама верна база, која што знае веќе да правите концерт, колку мајци сте продале, рекорд да речем. Па да не кажам. Мерчендайз да не зборувам. Да не кажам, значи знаат луѓето дека ние од тој мерчендайз што се вика бендот тоа го движи. Можеме тој мерчендайз да направиме за да издадеме следен албум, следен дизајн. Значи тој мерчендайз е тоа што бендот опстојува толку време. И луѓето не поддржуваат со таа приказна и значи тие што циркулира од 500.000 луѓе на концерти, секогаш ќе земат, ќе се купат по една мајчка за спомен, ќе порачаат. Нас не значи. Значи не е дека ние живееме од овој бенд, ама вложуваме во него многу. Никој не живее од своите бендови. Абе не, гледај се, има еден момент, ја тоа го кажав одамна, викам, чим Супергикс не може да живеат од бендов, ние другите викам да се спакуваме, викам и пензија да фаќаме. Така да ние, иако не живееме од бендот, вложуваме у бендот. Сценски да изгледа. Да, ама во еден неформален муавет си правевме муавет, ти кажа дека ти фали многу сценава, нели? Како отиде во затвореноста со ковидов, ама не дека нешто имавте претерано концерти, сега да не се лажеме на годишно ниво, колку да снимале, 10 на максимум од добрите години. Па 7, 8, 4, 5. Не беше сматано да можеш ти да ги видиш, ќе свират, ќе ги видам следниот пат. Не сме правеле така. Па и немаш ли клубска сцена низ Македонија да речеш да можеш да врзеш? Порано имаше стварно, сега мрзнам да зборам за тоа. Порано, зашто ќе ми, знаеш, се врзнали луѓето за таа носталгија, ја не сум ја живеам сега. И ствари сега има најдобри услови за музика прави. Значи за продукција, да створиме, да направиме, за свирење, снимање и така натаму. Но порано имаше друго, немаше таква отвореност и луѓето беа малце, немаше они да зборат на Facebook и да си направат муавет, туку мораше да идеме негде сите заедно и да го преслушаш на лице место. Да. Или да видиш концерт. Да се сретнеш со луѓе. А сега како вика еден пријател мој, ги чув првите две песни, не ми е баш албумот. Чекаме мајсторе. То ти кога да земеш шум да гледаш 10 минути речеш филмов нешто лошо ќе заврши. Неверојатно имаше такви то постари генерации, наши генерации кои што било шув две песни, не ми е тоа. Чекај бе, шефе, не си го чул цел албум. Знаеш, некако стана мрзливи луѓе, или гледаш ќе постираш песна, ќе порано кога знаеш кога го купуваш албумот, дури ќе се потрудиш да ти се допадне и да е лош, ама ќе го слушаш, си го платил. Си го платил 30 евра диск од Будимпешта. Да го донел некој, роднина. Сега ќе оставиш на Bandcamp, на Spotify, на ова, деца само скролаат, сега млади генерации така, не слушаат они сцена. Кај нив не постои тоа, не знам како е во Португалија, таму кај младиве. Тука е така, значи ставаш овој Spotify некоја листа, него му тера една песна од еден бенд, друга песна од друг бенд, толку завршува таа приказна. Не се она фанови, знаеш, посветени како што сте имале вие. Не, фанови. Овие стварно ги гледам. Фанови си. Своите бендови. За вашиот тип на музика може. За хардкорот може. Значи своите бендови си ги поштуваат, сидат на концерти, солдаут им се скоро сите концерти, окей ме. Пошто сакаат култура, сакаат уметност, ама тоа што викаш споредба со сега и тогаш е различно време. Зборуваме за тотално различни луѓе. Луѓето не се исти како порано. Сменето се е полесно од една страна, од друга страна може изгуби на магија, но мислам барем оние живи настапи, не знам, преснимување на касети, што сме не направиле. Слушав интервју, подкаст, слушам интервју со пејачов на Инкубус пред 2 недели. Значи збориме за Инкубус, кој не знае, не сум некој фан на бендот, ама ме интересираше пошто никад не слушав што има да каже дечко. И вика, ние сега, правиме албум, без пари. Као немаме нула ние, заработката од албуми ни е нула, баш се жалеше за коронава како ги погодила и така натаму. Не ме интересираат тие милионери се како може да ги погоди короната, ама ние правиме нула, Значи, взимаме пари само од лайв настапи, фестивали и продажба на мерчендайз. Значи, чим он тоа го кажа... Тоа е веќе така со години. Имаше некоја статистика се појавила за тоа, за некој тип, не знам што беше човеков продуцент ли е, да се внимава многу на кои платформи се става, затоа што Spotify не знам колку исплаќа од песна, додека на Bandcamp или не знам што било, не знам што поголема сумата и не знам, според ми прави испадна дека стварно знаеш минимални се тие средства што се добиваат од не знам смат колку добиваат од платформи. Абе ние немавме на платформи што ја против.
пошто јас сум човек јас се уште купувам винили и дискови. Слушаш плочи? Да, нон-стоп. Што Тоа имаш купено последно време? Последно време што имам купено? Да не кажам, сега гледаат роднини, ама све. Значи, нешто што не би предпоставиле дека би купил, 21 Pilots. Последниот албум. Останало симптоматично. Така? Ма не. Тие се чудно нешто измеѓу. Не знам како ви ги Нема. Нешто е, знаеш, као во рок се категорија, ама маци бој бенд имаат моменти, да речеме, не знам. Па не знам, има албум слушаш, ги имаат сите можни стилови што сме ги слушале. Да, и оние како си кај едни, Neon Lights, како си кај, не можам, не ми тикна, не е важно. Значи така нешто, една песна слушаш, викаш и ова е нешто као Билли Талент, да речеме, и втора песна пушташ нешто као нега синтетика, електроника. Да. Исто и Што е со сцена, што се случува? Па, баш тие плейлисти, кој што кажа. Тоа е. Мислам дека тоа е. Се алгоритми имаат, ги прават. Ама вие се двајца талентирани дечки кои мене ми се свигаат као работа. Ја поп музика сум онака тотално аут, не знам. Случајно керка ми ги Колку пушти. ти имат децата, да, тоа сакам да кажеш? Девојчето има 7 години, машкото има 9 месеци. Па за едно 5-6 години све ги знаеш. Да? Да, се ќе почнеш да ги учиш, Ариана Гранде и Били Айлиш. Не ги знам Били Айлиш. Ти ама не ми влегле ја да ги слушам. Не, имам покерка ми гледам, ќе почне некој да пее, кој е ова, ми ја кажа, како не знаеш ти ова видео е? Аха, добро, и одадо Ш, значи пеат сите тоа, хор собрани. Кај мајко му на времето не беше вака кај нас. Се знаеше Майкл Джексон, Мадона, Не, тоа е хардкор, тоа Beastie Boys и тамо, Рамонсон. Ова беше интересно, пошто нели таму имаш многу бразилска музика. Тие такви слуша, ги сака. Моса, Фавела, ја вака гледам, викам, не е ова за мене. Ама од тоа нешто што слушнало, што се допаднало, уште како мала беше 21 Pilots и ми остана, Били Айлиш ми окей. Ој, Lil Nas X. Значи, не слушам такво, ама гледам, дечко, нема, сите му се хит до хит, излага и гази. И ој мене како сика емо типе со некои црни ногти, нешто 3 мини има плаферен. Мори мајко, ништо старе. Machine Gun Kelly. Тој Machine Gun Kelly. Да, Пошто ми знам дека ми звучеше као Machine Head, ова Gun, не знам што и Kelly раперка. Тука некако, знаеш, па буквално некоја таква спојка е, нешто е панк рок. Од Machine Gun Kelly само жена му или девојка му. Меган Фокс. Меган Фокс, која беше ова што ги рече? Абе јас сум друга генерација очигледно. Не си друга генерација, само глумиш будала, жена ти ќе да гледа. Меган Фокс, која беше? Која беше други? Не знам кој е Меган. Много добре, а? Много добро глуми. Добро? Да, сериозни улоги, сите оние улоги што се онакви дип улоги, као Трансформерс, као... Знаеш? За ова нека друга епизода на Вербалиум, ќе се вратиме на Меган Фокс, очигледно вашиот водител не е. Што? На кој? Спот имаше познат, не знам која песна беше. И ми јас не знам исто. Тоа за тоа зборувам. Значи баш и не сум во тега, ама добро, еве се случува нека чудна фузија. И сега што време со хардкор сцена, вака на Балканов гледам овие ваши пријатели, да речеме, со Hardface нешто не ми се активни. Мислам дека Дими е доста зафатен со турнеи на патишта. Да. Дури снимка една видео сега по едни извори со Fat Mike како му пукаат на гол таму во Англија или кај не во Германија, мислам дека беа. Има некоја некој фестивал. Да, има so long нели имаат NoFX. NoFX веќе не свира. Да, и прават крај ending тур и имаше нека снимка од Дими нешто протекла. Како му пукаат на гол, мислам го шутираат у глава, Fat Mike класика. Mike камен направен. Направен, тој како беше од Лезнен Джека написано, не знам дали си ја слушнал. Fat Mike is on drugs again. Да, има едно неверојатен хит на Лезнен Джека, ама поврзан со Fat Mike и другите. И се што се случува со Балканов, следиш ли тоа? Hardface, не знам, Last Hope ги гледам доста се активни во европски рамки. Вака гледам имаше пред некој време датуми доста нареден. Да, беа они на турнеја со Agnostic Front, Last Hope, на последната. Пази се, има доста нови бендови, ама се прават од стари луѓе. Мислам од постари се, има од Last Hope фаци имаат нов бенд направен од Doubt Crash, кој е као свеж звук, ама сепак тоа се истите луѓе. Ја тоа го гледам кај нас во Македонија, има нови бендови, ама нема нови деца. Има нови деца, ама не свират хардкор.
не свират хардкор. Тоа ми беше Нема ни поентата. ска, нема ни панк рок. Нема панк. Панк рок се појавија хајка и за жал кои што ги имавме во вербален во првите изданија, и кои што навистина полагаме многу надежи и се распадна по вториот албум, издавањето на вториот албум, што е за мене незамисливо. Доли се обидов да им објаснам дека не е во ред и дека тоа така не функционира никаде, ама не знам што да кажам, се надам дека цела оваа сцена нема да ја снема преку ноќ. Па А се појавија нови деца. Нема да ја снимаат, дури мислам, пошто гледам што се случува во светски рамки. Сега во моментов хардкорот доживува која една револуција. Хардкор панк музика, да доживува револуција, значи има нови бендови многу добри. И слично кој што беше со трап музиката, така изгледа сега хардкор концерт во Америките и во Европа. И така мислам дека добро, кај нас може да закасни малце, ама Па е, Turnstile, на пример, е, знаеш, многу малце е познато дека о бенд, дури имаше некој убеди некој да ги донесе овде, но искрено разговарам викам за кого? Реално, затоа што публика за уште не се нема. тука. Да. Не е дојде на таа. Ама тоа е нешто чудно. Те не можеш да ги го карактеризираш како класичен хардкор или панк рок или што и да е. Има нешто тука психоделија, нешто не знам, некои чудни ефекти, знаеш, малце продукцијски е сето тоа подигнато и веројатно тоа новата еволуција на овој тип на музика. Па не сум, тие сите заедно прават концерти и сите имаат различен звук, секој си носи свое, ама сите концерти им се фул. Turnstile е добро затоа што, значи, многу што се вика овие од хардкорци, постариве луѓе, ја речев као, абе знаеш, Turnstile, не е добро, тоа се, не знам. Се е добро, кога сцената иде нагоре, кога сцената иде у дупка и сите слушаме бендови од 80-та, тоа е лошо. Или турбо фолк како тука. Збориме еве сега за сценава, ја уопште тие турбо Колку фолкот последен пат си поминал на Фонтана? Не знам да ти кажам. Каде? У парк? Парк. Па бев на кога беше филхармонија концертот кога свира. Не, вага регуларна сепарињата така наречени. Не, Дали знаеш што се случува таму? Па порано тоа беше собиралиште нели на панк, метал, хардкор, рап. Сега таму трешти релја, бака прасе и ти се верува ли ова? Не си баш во тоа. Не, сега ова ми дојде као Нема удри јако, помини некој вечер и пробај да видиш и да чуеш и да поверуваш што се случува. Ова ме дирна. Да. На сепарињето во парк кај Фонтана се слуша турбо фолк на големо. Исто се носат нели витачи она, ама како се тоа иконографијата не туку дискографијата. На бака иконографијата е смената, некои чудни момци има кошови со крстови нешто ово, знаеш. Да. 4 години те нема и гледаш што се случува. Не, јас се надевам. Како беше? Каде погрешив? Каде погрешив? Па кога ќе видиш на крај крајава и ние треба да ја сносиме таа последица што ја носиме. Во овој град како беше убија дете, ама не само што убиваат деца, туку ја убиваат и културата. Мислам дека таа песна е една од најпечатливите. А малце Ајде. многу е депресивна таа. Уствари тој цел Тоа е албум. реално. Тој цел албум. Знаеш што видов ја кога од друг аспект, не го чепкав албумот, не го слушав долго време и свиравме вамо негде на Ди фестивал. И го слушам текстот и викам ова го пишал човек што не бил у right state of mind, као не бил у добрите. Не бил у добрите у мозокот. Не бил добрите, мене тоа ми се случува 25 години, 30. Не, тоа не бил у добрите. Имаш моменти така више кога не можеш. И таа песна што викаш највпечатлива, тоа беше тажно, дури тажно е да напишеш таква песна. Сега не знам дали би сакал да ја напишам и за кога би се десило тоа. Дали е подобро да се изигнорираат тие такви моменти или да се потенцира, не знам. Пошто ние кога го избацивме тој албум, нас не нападнаа сите. Значи таму имаш, ја дури се зачудив од сите луѓе што ти доаѓаат тебе на концерти. Тоа беше со каверот, со тајната. Со каверот, со тајната Па вечер. како бе сакаш да само те нападнат сите сега. Ги имаш една слика, Бранко Цураговски, Алија Ахмети, Груевски, Мијалков, не знам кој друг таму, папата од другата страна, Путин, Обама, Меркел, кој беа други? И Трамп. И Богородица седели кој да е тоа у средина. Мерлинката нашата, да. средина. Така, добро. И сега ти како се? Мислам. Не, тоа беше као печат на едно време кое го фатило прошлиот албум па до овој албум. Што се дешавало и ставиме. Сега нели сите бендови сака као да зборуваат за тие ликови, ама да се користат со
други фрази, символично, као. Ја реков, ајде бе, ќе ги стави. Ти беше баш директен, посебно со она како беше криминалци и терористи. Бивши криминалци, бивши терористи, сега се джандари, сега се министри. Тоа е едно од непечатливите текстови, тука нема што стихови и тука нема што се дискутира, па тоа е така. Знаеш, секој што ќе каже дека поинаку не, тоа не се случува ден денеска. Значи најголемите бараби денеска се министри до председател на држава може нема стасата, ама најголемите директори на фондови, на се луѓе кои што како беше баш Весна Биби го кажа во повината, никој што може да си купат диплома за 6 месеци од сега. Па нешто може. Сега некој ќе отиде во Португалија. Не, овде си можеш да купиш. Португалија може не е така. Овде можеш да бидеш доктор примариус за година дена од сега, да не се лажем. Викаш се сериозно, онака како Имаш се ти зрнеш. академски со титули граѓани кои што после испадна дека си ги купувале саветни. Не, пази, не, стварно не ми е за смеење, тоа ми е онака болна тема. А сега си во здрава средина, како сега се чувствуваш? Па здрава, ајде да речеме поздрава. Па знаеш што ме боли најмногу? Што кога отидов ја таму, само што отидов 2 месеци, имаш онакви ликови, ја ќе пишам нешто што не ми се допаѓа кај нас. И ова ме пишуваат као, абе седи, гледај како ти е убаво таму, седи. Абе викам, слушај бе, 40 години таму ги оставив. Таму ми е цела фамилија, таму ми е се што сум правил и создавал. И ти сега ми викаш, седи на човек кој ти бил најголем гласноговорник на тебе, се што си сакал ти да кажеш, јас сум го кажувал и сум ги трпал последиците за тебе. За ти сега да ми кажеш, седи гледај Палми. Онака, стварно ме болело на кога ќе ми го кажат, знаеш. Поготово такви паци као, ајде не ги именувам, ама и у културата се, по нашите, значи диџеи, познати и така надаму, ги ми пише као, ама гледам ја, ти си, што има тука со дневна политика да се занимаваш кога ти си во... Абе, дружи. А бил во хардкор бенд кој што само по себе доаѓа да се занимаваш и да бидеш критичен. Не сум се тргнал ја прво не побегнав од Македонија, јас отидов ради нешто, ја не бегав од држава. Јас сум тука. Како испадна тоа целиот? Сосема случајно. Значи сосема Мене ми случајно. падна дури чудно, пошто знаеш, слушаме за луѓе од Германија, Швајцарија, Словенија работат Хрватска, сега доста актуелно. Ма Португалија не знам многу луѓе што се селија. Па не е дестинација, значи не е гастарбајтерска дестинација. Не е дестинација каде што кидеш и ќе бидеш као сега ќе работам, улето ги на Како е куќа тоа? до Ништо не Македонија. знаеме за Португалија. За Португалија? Ја исто ништо не знам. Јас. Освен дека имаат фадо и сакаат да седат она навечер да Тоа. не зуцкаат и тоа. Ни ќе прижи тоа пењето нивно. И маце као да посебен момент за Питом пење. народ, доста питом народ. На моменти понекогаш потсеќа на нас, ама кога би биле под... Ама црногорци. На нас ама црногорци. Малце се, да. Малце се поспори и кога се зборуваат со друг тон, они се овако го гледаат, ќе мислат дека ети сакаме да се утепаме тука. Ќе речат, види ги вие, нешто дебата ќе се убијат. Така се попитоми, поспори, она би ги спорили со грците, ама грците се па Не, по-експлозивни. не. Ама за работа се слични. И сега Како имаат паузи, она... имаат паузи, имаат еден Имаат сат тоа, пауза. сиеста. Да. Еден сат пауза, работното време е 9 сати, не е 8, тоа еден сат и ето тоа што ми сака така да биде. Мислам окей и во ред, значи сосем коректни луѓе, ја ни еднаш не сум се почувствувал некој да ми каже ти странец, Балканец, не. нешто. Знаат ли нешто за нас? Се, За Македонија? се знам. Многу повеќе од колку ние што знаеме за нив. Ја прв пат ги видов кога отидов таму, не знаев ништо за нив. Само Роналдо го знае. А они знаат. И Порто и Спортинг Лисабон. Не, они знаат затоа што пред се они се нели католици. 97% или не знам колку. И се од Библијата знаат Македонија. Слушнат. Ама знаат точно што се случува. Знаат точно Македонија, Северна. Како Тоа сите пишале, како вести. пишале преголе Northern of Macedonia пишале на некој место. Не, Македонија де Норте. Не, има Петер сега, Northern of Macedonia. Еј, Негде се појави, невозможно, ама тоа е. знаат многу повеќе од колку што ние знаеме за нив, затоа што они пратат и тие работи што се случуваат кај нас, иако ние сме мал народ и мислиме дека не се у светски рамки големи и битни, луѓето ги знаат. Знаеа како сме го сменили името, зашто сме го сменили името. Сега не зборам за сите, зборам за културен народ.
Поготово ќе ти изненадам, јас сум доста контактни со бразилци таму. Колку имаат они колонии, имаат баје или ма? Значи бразилциве у Португал бегаат најчесто идат од Бразил се селат у Португал ради тоа што е несигурно брат. И има голема стапка на криминал. Значи тоа е нешто невино приказни што сум слушал, онака ни филм ги нема. Ама луѓето што доаѓаат од Бразил па ми изненадиле. Знаат се, на пример, викаат Македонија, Југославија, знаат дека Југославија, вика ние у школа имавме предмет историја на фудбалот. Највише се плашевме и највише се радувавме кога Југославија губеше фудбал. И ги знаат, ми го кажуваат цел тим на Југославија со броеви. Вика, одговарав јас у школа. Историја на фудбал. Историја на фудбал имаат предмет. А сега види. Кај нас има исто сличен предмет, се вика историја општество. Две стаја години. Се сеќаваме Учебникот на Керкаве за четврто деление, знаеш како изгледа? Ако го отвориш, внатре ќе најдеш географија, историја, физика, па некоја чорба од 3 предмета, па после ова па коси делче. 4 како? 4 години. Неверојатно е кај нашо случај, така да добро име на нив да ти кажам со историја на фудбал нека останат на. Имаат историја на фудбал, сериозно. Чекај, учебници имаат? Сигурно. Ти знаеш дека ние немаме учебници до пред 2 недели. На 2 недели пред истек на школска година стигна учебниците. Праши ги дали знаат земја со со таков случај. И сега не верува министерот дека ќе имало од септември, а можеби не. Како? Па чекај, сега ако се штампани следната година ќе бидат готови, така? Не знам дали ги бидат истите. Тоа се менува, знаеш како се, ние работиме на добро соседството, па мораме да менуваме многу теми. Нема джоле тоа, не може португалски. Да не можеме ние да сватиме, нели? Не сме тука само на принтери сте стопа, да, ни праќа и онакви готови. Батали таа тема да заборавиме. Не. Да видиме како е во Португалија. Имаме таму што да научиме. Јас не сакав уопште да отидам, зашто пред се си го сакам Скопје, знаеш. Тука сум долго време. Никогаш не сум имал такви желби гастарбајтерски и сега не се осеќам. А што работиш сега да кажеме? Со софтвер работам. Не екам сега јавно зборам, со софтвер и хардвер работам, исто така и жена ми, така да пред се. Добро ли е за живот? Фино ли е? Се заработува ли? Ако отидеш таму да станеш богат, нема да станеш богат, ама да ќе бидеш среќен и ќе ти биде окей. И океанот ти е на колку на 5 минути ми. Ти во корона ми геше бе нема ќе отидеме како ќе киднеме нешто, си имал таму некој пат екипа Не, а во короната можеше да шеташ у твоја општина. Значи твоја општина можеше имаше викенди да се движиш, некоја правило. Више у короната идевме. Баш го ки скочиш, мораш ке. Не, ела ќе отидеш до кај. Иначе не смееше да идам од друга општина. А како леташ за Скопје сега? Има некој Нема директен лет. Нешто од Грчка? Не, значи сите летови ги пробав и сега пуштија Лисабон, Белград, Скопје, што е доста уред. Да, добро, значи автобус да фатиш. Не, има Чи Ѓавол и Пол? Не, Не, Ѓавол. Уизер или Рајн? Ер Србија. Пуштиле летови. А чекај, гледав една епизода, баш за Вучич прави Груевка, бе, шо ти е? Има на оние Марка Жвака, гледав цела колонија Срби кои што живеат па баш у Лисабон, мислам дека ги има доста. Као она со више втора генерација, трета генерација со продавници, со она отворени со некоја колонија, уметници, не знам дали си запознал ти таму многу такви, ама Не сум видел доста, пошто не се епизода? движам у такви кругови. што при само концерти, чекаш? Концерти, да, идеме со банда. Што фати до сега све од концерти? Се што дојде, бе, се гледам. Значи, не знам, од хардкор, најхардкор до најкомерцијален. Што ќе ти текне? До Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly беше не го гледав, пошто немам што да... Нема што да Не дојде со жена, или да викам. Не знам што, зависи што кој ме прати на Инстаграм, ја редовно објавувам главно од концерти, од дешавки, што се случуваат. Главно се што иде на турнеа поминува, значи сите хардкор бендови, сите метал бендови што се и Ај се вратиме малку на Смат, значи колку бе, 5 или 6 туриски? 5 ќе му дадат? 5. Значи Смат 96-та Forever is not enough. Прво на англиски вие бевте? Пробивме на македонски и променивме на англиски на вториот албум, трет ги направивме. All I Have? Да.
И Мемуари на два се вика, можем да кажем слободно и легендарни албуми. И тие се насекаде 2018. 2018 немате албум? Да. Ја мислам ние сме катастрофа, ама и вие не сте лоши. А не, кај нас така трае. Стандард, па добро, сте имале оде 2003-2007, само 4 години. Една стајка и понатаму сега, до кај сме? Ово е скоро при крај, само го тинтраме малце повеќе. Пошто, више доаѓаш у време кога си викаш ова може да ми е последен албум. Мисли, ќе го тинтраш се поише и поише, може да не направам друг. И стварно е така, како ти видиш. Заради дистанцата, Не, географска или не ради дистанцата. Као бенд сте... Не може да... Значи не може да кажеме као оваа песна оваа е готова, ја затвараме и иде. И стално ние прво пуштаме сингл. Сега пуштивме нели еден ден. Да видиме како ќе иде таа песна, продукциски обработена, дали ќе идеме со таа продукција, дали ќе менјаме продуцент. А кај снимавте? Ова албум Вие е со Гоки продуциран работите, така? со Гоки, да. Да го поздравим и него едно време, Горно. кратко време тонес на Суперхикс. Не сум го видел одамна. Може би најголемата грешка ваша у вашата кариера што Гоки не ви е тонет само. Вие сте знаете. Не, збор за тоа, ние со Трипе работевме долго време, па Знам, после Трипе се беше, цяло. ама Трипе повторно отиде на брод, па знаеш и таму не се фаќа више крајот. Да го поздравим и него и останатите членови на СМАТ. Значи, со Гоки продукција интересно беше, смо мас работат заедно. Ја сработија песнава и ја споредивме со претходниот албум. Претходниот албум е работен од продуцент кој работи со најголемите метал и хардкор бендови. Ермин. Не знам, Architects ги има. Добро, Микстано, тоа е што е, кај Англија? Австралија. Австралија? Да. Уф. Значи- Гледаш, има врска ова што го кажеме. Има. Дошто. И споредивме продукциски и мастеринг песнава, пошто јас не му... Најтешко е на човек од бенд да му дадеш да продуцира, му даваш таа тежина, пошто сепак ти е пријател и е негов Колку е бенд. непристрасен на крајот. Многу. Да. Многу. Онака, му треба долго време, многу. Ама кога споредивме на крај што се случи, извадија овие двајца Маци и Горан подобра продукција. Така да ќе видиме што ќе видиме. Може да оставиме он да го работи целиот албум да го заврши, пошто секој случај ние со него го снимаме, он секогаш ги снимал СМАТ, само друг ги микса и друг мастеринг прави. Ќе видиме дали ќе продолжиме албумот, не ќе да му го ставам тој терет на микс и мастер на него, пошто сепак он сега и песни правиме заедно и да снима и плюс микс и мастер да прави малце, мислам ќе му биде too much. Олабајте го мос. Пошто нема да одбие, као например, ама пак Добра, освен Ди фестивал нешто се јави некоја будала друга заинтересирана да или тоа тешко. се јавија луѓе, ама не можам секогаш да тој Мислам момент. будала позитивна конотација затоа што ретки се и за нас ретко се јава веќе некој да каже да направиме концерт како што треба. Со сите салтаната. Се некои сомнителни ги се јават, па знаеш имаме, па немаме буџет, па имаме. Па така, Две звучки доволно ли ви се? Еј. И знаеш, такви некои моменти малце треба да се чудиш како да Не, наставиш. има, баш ни се јавија, баш слагам ова е исто товар фестивал, ама не успеавме, не можам, нели, кога слагам треба малце понапред да се договорам, да букирам карти. Тоа е процедурата која е поразлична од претходно. Што треба да знам однапред, за да знам кога да ги букирам картите, каде, да бидам сигурен. Пошто не треба да дојам само тука, след тоа и идам на концерт. Треба да се спреми бендот. И ако бендот свири толку време, знаеш како да е? без проби джабе. Вие и ден денес вежбате. Да, редовно. Така да ја Правите ли знаеш. да нови проби? Да, правиме проби. Интензивно? Интензивно. Кога е тоа, како му дојде сега сабота? Не. Ние свириме недела, 2 јули. Баш видов ја објавена програмата кој како денеска свириме по 10 сме по распоред. Така да после нас се Оникс и Медуза, некој познат. Што е тој? Не знам. Не се наши Медуза. Не, Медуза, Оризо е во Не во сам. Братислава. Не сам. Не може да свира во Кастел. Штета. А него сега да кажам, добра тајминг имате. Лани, например, Марки Рамон отвори за 30 души. Бето. Празен паркинг Каде? на Ди фестивал. Стварно? Јас отидов лани, само немав можност добрски да ги фатам
Нормално маркирам он и керка ми е фан на констракта, голем, па моравме да фатиме. Не, и хладно пиво беа, се видовме, нели, и он има исто фервел 30 за 30, 35 за 35, така нешто, прекина и престана да работат и тие, не знам дали си го тек. И маркирам он беше прав и не ми се веруваше, игам, легенда од моето детство почнува пред 15 души, буквално. Па он е нели. После се поднаполни, ама само ти кажам, добар тајминг имате. Имате таман Тајминг сега ќе биде со посетеност и сето тоа, ама Јако што гледам добар е лајнапот, пред се пази, јас сум бил на многу фестивали, сегден и светов, како фан. Значи сите бендови што сакам да ги гледал, сум ги гледал. Ама има нешто на тој фестивал кога гледам, има некоја енергија таква, некоја топлина, знаеш? знаеш зашто? Не знам. Само тоа е. Не, ама глеј се. Нема друго. Збориме дека ја идам у исто време на фестивал кој е на друго место. Добро да ти зборам се за Македонија. Во Македонија друг фестивал летен немаш веќе. Имаше на времето Аларм, имаше не знам тие Sound Green, Sound DJ, Да, имаше ние свираме една година како се гаше Фонетика, Кирил Джековски во Струга, Аларм или нешто се направи. Аларм два пати се одржа да имаше Плашица фест во Охрид и на тоа свираме Плашица фест, пази го нема подобро. И Беловица требаше да биде други, да бидат два стејџа. Нема, тоа е. Останува тие 3 дена, други урбани случувања и вакви бендови видиш на место нема. Нема, одека на летото останува зимскиот таксират и Жоле тука таа работа околу тие фестивали завршува во Македонија. Не знам како во Португалија, веројатно има десетина претпоставувам, ама Па тој главен име тој исто има атлетен, ама баш е на убаво место. инаку со фон разговараме со Жоле цело време. Ми доаѓа фон од ближниот овој локал Да. или некоја свадба, ама фино е. Не, Малку леко. Малку и джез, малку да се релаксира. Што слушаш сега, кои бендови? Што ти е вака на плейлиста? На плейлиста, сега ќе ти кажам, може само да ти... Ајде, зирни слободно. За да видат и... Ова е, инаку, може да биде слободно повторно оние половина минута за нашите спонзори. Не мора да биде пола минута, Добре. веќе досадно стане. Ама ќе дојдат, како игам уште од првите 2-3 епизоди, ќе дојдат. Сега само секунда. Сега може би ќе биде тоа во некакви количини на сирење или брашно или слично, ама не е важно. Сега е добро дојде. Исто така доколку некој сака да не поддржи, тоа може да го направи така што ќе ни се јави. Имам Ало, да, во програмата? Ти среќа имаш што не ги гледаш тие сите контактни емисии кои што да се даваат некаде по 15-16 часот кај што се Па да ти кажам, некогаш ќе ги фаќам. лудо. Тоа е шизофренија невидена. Стари Не, луѓе бе, кои што брат. се знаат, сите проблеми ги решаваат и после дома се враќаат и жена им ги тепа или нешто. Гледам овој што е смртта, овој као беше дечко што ги прави. Ме минјава на интернет, као се каш. Хуманизам и ренесанса. Да. Тоа е одлично. Го прави, Тоа не. е едно од светлите точки. За жал други не хумористични емисии немаме. Значи толку е добар. На што слушаш музика, на Spotify или на Не. Не слушам на платформи. Албумите смат сега ги ставивме прошлиот месец. Немам. Има претплата за филмови на сите, ама претплата за Spotify немам, затоа што пред се купувам албум. Сега што? И ја немам претплата на Spotify, имам Spotify. Значи, последно вака ми е, што сум земал годинава, добри албуми. Обичари, Ајде. Джоле Смат препорачува. обичари новиот албум. Dying of Everything. Тоа е металштина. Металштина, дет метал. Добре. Повеќето ми се такви. Сангсуга Бог е нов бенд. Млади деца дет метал свират и се сега као дврб. Во Америка ги свакаат, а брутална музика е птена, код трап што беше едно време, така сега тоа се дешава таму. All Out War, тоа е бенд од 90-ти, металкор, има нов албум, е многу добар. Сега ќе почнам со бендови што се деца исто млади, ама стварно добри. Jesus Peace, Enforced и Frozen Soul. Сите Ништо имаат немам слушано, освен се млади бендови, значи сега се добри. Значи јас секогаш сум бил сега, сакам ова да го чујам. Не живеам у сега во 80-ти, да ги сакам тие албуми, ама сакам да видам што сакаат да кажат млади бе. Да, Дишарж биле поминали или не знам. Ти Шарж го направиле своето. Да. Има влијание, така? Да, меѓутоа продолжува патот.
Има нови бендови. Мислиш ли дека оставивте со смат легаси овде за некои нови бендови да ве наследат? Иако ги нема сега може во моментов, ќе се родат па некои, ја мислам. Што гледам така ќе панк рокот, има некои бендови, нема, па ќе се појави некој панк рок бенд, знаеш, или овој панк или стрит панк, последен удар да ги споменеме со одлични. Последен удар ти. Баш имат и текстови кои што нека. Одлични бендови. Пази, јас гледанието на смат не го гледам само у хардкор музика и у панк, го гледам баш у повеќе сфери, го гледам и у хип-хоп, го гледам, пошто ние секогаш сме имале таа со нив релација. И сега дали сме оставиле таа, не можам да кажам. Ние сме оставиле доволно да кажам дека сме работеле напорно сите овие години, 25 години. Ама дали е легаси, тоа друг треба да кажам. А кажи ми интересира ти, вака од кога отиде ова живо мене ме интересира. Кога отиде во Португалија, кога почнавте малку да спишувате работата околу смат, ти пишувале луѓе као абе слушај, не, зашто, чекај, кога, како? Не, тоа ми го пишува уште пред. Продолжете ли што значи ова? Да, пред да отида ми го пишува како зашто, што. Ја им кажав дека нема да се промени тоа, ќе функционира, ќе правиме музика и ми пишуваат и сега. Ја не ги водам овие, не сум на страници на Инстаграм, се тргнав тотално тоа пред 10 години. 10 години Фейсбук кога беше, јас реков ова не е за мене, пошто не можам. Како ви каде мој другар, викам, зашто бе те нема на Фейсбук, бе го избриша профилот, зашто? Па сите мои френдови ги анфренднав, вика. Не можеш, вика, со сите си се скарам, нема смисла, вика. Ни еден другар нема ми остане. Знаеш, имам свој акаунт, ама гледам да не бидам пристатен и да им одговарам на смат, пошто понекогаш знаеш. Да не се мешаат. Да не се мешаат. Лични. Да. Уште еднаш ќе кажам, дали сме оставиле, дали има легаси за овие 25 години, ја не можам да кажам. Јас се надевам дека сме оставиле нешто што е вредно, за мене е највредно, пошто ја друго не сум правил. Не сум имал сајт проекти. Снимале бенд со Васко пред да бидат смат и Бумбикс, се викаше комунистичка самопослуга, ама не беше... Комунистичка самопослуга! Ао, па ова е ексклузивитет за вербалиум. Какво е тоа име? Комунистичка самопослуга. Да. И требаше да издаат албум да нема ништо на него. Има издание. Не, нема да нема на ништо на него. Дека комунистичка самопослуга. Има, знаеш, беше ето. На Ќошев тоа како беше центро беше? Центро беше. Центро имаше Кока-кола, ако начекаш Славија ли беше? Каква Кока-кола? Во шише, само ретко. И не знам, шекер, брашно, 10 производи имаше. Имаше брашно, празно место, шекер, празно место, сок, жолт. Жолти и кафе. И како беше тоа? Кафе. Тоа е. На времето беше по-добро, текно. Нема врска. Комунистичка самопослуга, ама после и снимивме материјал под името, значи го тргнавме комунистичка самопослуга, снимивме има материјал пресинг. И пеевме само за фаци од насал. Од кај нас. Чекај бе, ти си... Од која насоба си? Нели ГГ беше вас? И ти си ГГ? Цел живот. Не цел живот. Од центар таму земја. Какви гето ликови? Да. Ние бевме и после го снимивме, ама не продолживме тоа. А го снимено е професионално со Деко од Кипарис. Да бе, Деко студио, не сме знам дека има. Не знам дали е активен. Не сме го видели там, да, бе, го поздравим него, не сме го видели, тоа се некои ликови да ви сетите кои што... А имаше сцена, бај ги голема, тука бе Кипарис и не знам, Новоградска првите бендови како си греше на Шидео. Никеа беа, ние панк, хардкор, еден тон се појавивме. Вие смат, па Sidewalk, па... Хај, Мањо, помогни малку. Х2. Бумбикс ги рекав. Х2O. Бумбикс беа доста добар. Бумбикс, добро, Бумбикс. Хардкор ги ставам ја. Да, они беа скопските рейджа, да речеме. Јас си ги ставам. Не знам, имаше еден тон бендови, бога ми ретко кој од таа генерација останавме вака живи уште, а? Да гураме, не можам се сетам. Повеќето пази свират нешто, ама свират. Васко е уште активен. Добро, ама со нови проекти. Сега ти кажам баш од тие времења бендови кои што останале. Бензона, Даро е уште активен. Да, ма тука со Суперхикс, да. Он беше и во Бумбикс. Флукс уште се активни. Флукс се уште активни, ево, нивниот басист да го поздравиме, кој што има свирки еднаш годишно. Па добро, се некогаш го претераат и две. Ама па кога ќе видиш те онака извадија албуми, конечно. Сериозни спот снимија, онака.
Да, се руши се околу нас и не знам што беше последно. Имавте уште нешто или? Не, еден спот. То, Еден па, спот, добре, ама. еден. А ние еден? Ние имаме, бе, за 25 години имаме сме 2 спота. Еден. Онакви снимачки со ова, со она. Со продуцент, со Гюле, со... Жоле, би сакал овој разговор да трае 2 часа, имаме што да си кажеме, ама времето не гази од објективни причини, нема да им менувам зошто, што и како се случи. Ќе траеше многу повеќе, само ќе оставиме тоа за вториот дел кога ќе дојдеш за другиот Ди фестивал следната година. Па ти само за Ди фестивал дојдеш. За Дифест... Не дојдов за Мислам, Дифест. со спад, кој имавте настап последен пат? Последниот пат имавме Дифест. Ете, гледаш и сега пак Ди фестивал, значи да Фестивал, да. чекай се кажа дека 2 години немавте. Ништо. Немавме ништо, снимавме сме. На кога ќе биде чудо? Па мислиме дека ќе биде 2024. Така и ние мислиме, ама ќе биде. Да? Издавачи имате? Да бе, па... Ја, колку што знам, се уште работиме со пасворд, така да... Со него, па да видиме сега дали ќе биде плоча, дали ќе биде... Тоа е големиот проблем и прашање како да се дојде до винил. А да не го плати бендот ако може. Пази, Зашто- винил што е стапи 2000 евра. Кошта? Мора рипно малку цени. Не се баш така ефтини и се случува некои пехови, знаеш дека тие честити појаците малку затаја, па новиот почеток го чека албумот, промоција има закажано концерт и не им дојдоа винилите. А беше специјално за таа намера, па затоа го направи подоцна целиот настан, речи си пола година, може и година. Касна. Значи имаш сега моменти бендови, вие баш што ги спомнав бендови, седат на материјалот една година. Го дава и знаат дека една година ќе го чекаат. Тоа е too much, малку. Значи завршуваме со снимање, не може као сега за 2 месеци ќе го имаме. Не. Тоа е малку незгодно. 6 месеци да добиеш ти назад. Година. Добро, затоа повеќе до бендови ставаат на разни профили, на разни платформи, па ги имаш албумите. Не знам вие дали ќе го направите тоа додека Па не ги имаме, ги ставивме. А се ставите? До последниот сингл ставивме. Тоа што не сме го издале, не. Добро, не мислам го ќе биде комплетно целиот албум. Сите 5 албуми ги ставивме. Предходни ја малам глава од дрво, онака, глава од зид, као не ставам, мај да викам. На крај крајава сега. Кажи ми следно доаѓање кога ќе биде, ќе седнеме или конечно да се видиме? Па јас тука сум Таглам. неколку Чекай, ти албум месеци, не пиеш, бе, така? па не пијам веќе 6 години. 6 години. Да. И ја не пијам веќе 6 години. Алкохол. Да. Од 9 наутро до 8 навечер. После тоа е друга У меѓувреме? До мојот да, би сакал да можам да го кажам исто. Ама добро друштво сум во секој случај кога не пијам алкохол. Хај ќе седнеме баш негде у Гегева нека локално биртија да се видиме на рад. Имаме многу што да се слушаме тие, ја и ти Ја и- повремено да. си имаме нека Нема, ние моменти ги Нема преко немаме жице. проследено, ги немаме доживеано. Ти текнува кога свиревме заедно. Умъкат се доле. Макар се доле, Прв настап на Суперхикс со труби беше тоа. тоа беше, па тоа зборам за бифето Томче Фонија кој ни беше. Да. Томче Фонија ни беше и ние бе на сплет на навијачки теми ај Смилевски нешто Дзинго мал Да. дојди. Да, тоа збориш, таму свиревме заедно. А чекај, оној плакат што го изловив пред некој време. Имаше нешто врска со вас или не во Лидо доле? Зашо ми се мота се дека или тоа беше Идол мислам или со спад или со сено. со Сайдлок да не бе? Сайдлок. Со нас Да, беше со во Шон. МКЦ. И Шон да го поздрави. И он има некој ново издание со како му се каже проектот. Соло проект бил. Нема Нема лабо, лабо. да, го изфрли една касета и него да го поздравиме. Тоа сме тие една банда на бендови. И уште еден многу битен настап ќе те подсетам. На Кей Скейт Ау, таму сме дресови нешто. у дресови. И тоа Што е памет? најголема свирка. Да, таму беме. Сайдлок, Смат, Суперхикс, Бумбикс. Толку мислам. Имаш уште еден. Да, имам негде и фотографија тоа. Фино вака се подсетивме да ти кажам на некои минати времења. Се менува градов, ама ние не се менуваме. Па Зине. нема зашто да се смениме, значи. И шо? тераме со нашата мисија. Ја искрено би посакал и би ти посакал да не завршите со вашата мисија затоа што се што кажувате точно допира и мислам дека знаеш она се супер ги ставам збориме до кај ние треба да одиме да имаме ли мисија и сите знаеш од страна викате како немате мисија. Сте оставиле песни кои што исто и кај вас. Имаш ти длабоки пораки во секоја песна, посебно двата последни албуми се општествена критика која што ретко кој ти ја читам колумни на разноразни аналитичари, не знам политичари, бла бла бла, не гледам таму содржина затоа што знам дека таму сето тоа е разводнето, нарачано и така натаму. Ова Но, ваше нема искрено нарачано.
Како може Джоле да има нарачка од кого? Од Португалија, од некој таму... Не, ба и тука кога сум бил Не, нема не. нарачка. Јас сум се јавувал кога било слушнам на некој протест, пуштаат смат, пошто тогаш им одговара, јас сум се јавувал да им И кажам ние сме го кркале тоа, да. не, престанете да не дојдам, што се вика. Не, знам кој сте. Знам кој го прави протестот. Немој да ми пуштате моја музика, ќе ве пријава. Да, сега да го искористат тоа за дневно политички И потреби. после Тоа- истите се други веќе. Не, и после тоа ќе истите ќе направат, ќе дојдат на власт и ќе направат некој голем фестивал и onda ќе речат смат, абе многу ми се хардкор овие, знаеш. Па не ми Да, треба да ме знаеш, вика. искрено јас сум ти го кажал тоа тебе за радиото, кај што бев еднаш, дека ми рекол кога се спремаме концертот во МКЦ кој беше, тоа беше 20 некоја недела 20 години смат. после ние кога правевме 25-ка, нели вие неколку недели ве најави вас и Conquering Lion, тоа беше Да. 2019-та, 18-та, не, 2019-та мислам беше. И кога кажа тогаш, абе, многу... Абе има дешавка, значи, национална телевизија имаме, така? Да. Излага спотот во мојот град. Они враќаат допис до продукцијскава куќа и викаат, извинете, ова не е во политика на телевизијата. Збориме за национален медиум, кој ти го плаќаш, ја, сите гледачи го плаќаат. Ова не е политика на телевизијата. Ама на кој е политика? Значи, Кој раководи со таа телевизија? Нели е национална, нели е национална телевизија, и тоа беше најсмешното, и мене ми го покажува листот, и јас само се насмеав, викам, во Добро, ред. слушај, ама од друга страна пазина е тие песни допреа кај што треба. Добре кај што треба, да. Баш, некојаш е тој моментот ти, знаеш, окей, забрането или не знам што или цензурирано е окей. Реже against the machine момент, знаеш, окей, идеме ние на улица, па сега ќе видиме и таму доаѓаат илјадници луѓе, го примаат и после цела генерација живее со тој Да, и мотив. плаќа MTV да се пушта спотот нон-стоп. Да, добро, тоа е друг момент, више нема врска. Кај нас MTV нема. Не, и една работа заборев да ти кажам, пошто нема више време на крај сме, ме праша зашто тоа англиски македонски, ова е интересна приказна и не сум ја кажал нигдека. Сега ќе ти ја кажам, ова е баш на лор. Ајде. Значи, прво почнавме македонски, така? И преминавме англиски, као почнавме да излагаме да свириме надвор. И добро поминаа тие албуми. И свиревме на еден фестивал, нешто, ние и Архангел. И организаторот на фестивалот, нешто седат у кафана, он и Ристо Вртев. И организаторот ме вика, дојди, Ристо сака да те види нешто. И ме седнувам, ја муавети си правиме, вака, така. И вика, all I have. Зашто all I have? Знаеш што Ристо бе. И ја му викам, па тоа е се што имам, знаеш, онака, тоа ми е онака хардкор, баш сум го... Тоа ми е ДНК-то што сум ги оставил виде сите години. Само ме гледа, ти си многу тажен човек. И не очекува, викам, добро. И сега вика, слушај, сега вика, јас ке ти кажам. Он е така по-културен, по-нели длабок. И ка вие сега ќе почнете ќе правите песни на македонски. Ја викам, ама не, викам, ние правевме на македонски, сега сакаме малце, знаеш, да, не, ќе правите песни на македонски јазик, затоа што на овој народ му треба за нешто да се поврзе. И ја викам, му се врти на организаторов, му вика, ќе ги пишеш со Кирилица. кирилица. А викам, никако, викам, каква кирилица, викам, што е? И овој као, добро излага плакатот, ние со кирилица. И ја викам, да, и му се јавувам на баге, баш тогаш му викам, следа викам со Ристо, пошто јас не ги сакам, ги почитувам, тие бендови стварно први што слушнал се санаториум и Архангел. И викам, знаеш шо ми викам, Ристо, викам, македонски, правиме, викам, ми кажува целата приказна зашто да биде македонски. И баге, ајде сега ние правиме контролина, турњава сме се Романија, Бугарија. Поминува 6 месеци, ја викам, чекай, дај да видим што викаш. Стари, испушнуваме една песна, сингл ги свади. И ја вадиме, ова е за вас. Поминува песна, луда. Е, тоа е таа. Види, кај нас беше тоа, ние знаеш дека првите песни малте не албум војавме на англиски. Хардкор пак. Да, па се сеќавам. И потоа, ама само што ја не го сретнав Ристо. Не, мене он вака и ми кажа, треба македонскиот народ да се поврзе со нешто, нема за што да се врзе. Добро, он е познат по тоа мотото македонски звучи. Да. Знаеш, и тоа е добро, интересна анекдота, интересна случка.
Ја од некој од постари музичари нешто научив, ја ама доста доживеа- работи не Ја доживеа Ристо Вртев да ми каже ти си многу тажен човек. Си тоа. Тоа ќе остане, како ќе. Да. Тоа ќе остане, бацам у кафана да ги седиш, тоа ќе остане. Знаеш, што се ти мове. Джоле, по бригаду се гледаме ние низ Скопје во периодов, а бога ми сите оние што имаат намера, бидејќи оваа епизода ќе оди пред Ди фестивал, правиме специјално направивме напори, даш како денес организираме неверојатно нешто, каква организација. Тешка професионална. Мобилизирање 20 души тука, она екипа дојде се. Ме зимаат од дома со кола на Не, вртинка. најинтересно ми е дека ми се јави девојка од Паспорт продукција ми рече: "Здраво Петар, тука е Ѓорѓи периодов од СМАК и би било фино, тој живее, знаеш, таму во Португалија." Тоа е професионален тим. Одлично, да. Викам, да, здраво, не знам како си каже, ние сме другари од 150 години во градов и така да се слушаме. Ама почитувам професионално. Не, окей, се види, знаеш што, не остана немун простор за промоција. И овој подкаст како така мислам дека е добар за промоција и мислам дека може и да стане и нешто ако не друго, барем последниот сингл ќе остане за крај, бидејќи ги немаме бендови дека ќе ги подрошиме, кои што ги имаме лайв, знаеш дека пробавме лайв настапи промовира. Тоа беше добро, супер беше. Добро беше, меѓутоа малку условите средствата не ни дозволуваат да правиме често, ама ќе завршиме со СМАК и гледате ги на Ди фестивал 20 како 2 јули. 20 некој сме денес како ќе биде 2 јули во недела од таму негде После 10 часот. после 10 идеално време, значи идеален тајминг, супер, избањате се, идете до како се каже на фуктак на Кременадле од Крап. Попапот тука го ставаме, нели, ставаме. Да, уи може ќе им побараме спонзор. Так, Може и во Крапови да спонзор, не е проблем. Ние немаме проблем дека никако за било како начин спонзорирање. Имате идеален тајминг, може ќе се видиме. 1 јули, 2 сум слободен, може да се видиме. Значи спремаме страшен настап. Доаѓаме се, бањаме, гледаме СМАТ, урламе толку, немаме многу можност да ги гледаме често. И го чекаме новиот албум, пријателе, ти благодарам уште еднаш. Што дојде специјално од Португалија само за вербален да го снимиш малку порано овој подкаст. Не може тоа да се утне таква професионална екипа и фала на тебе и на екипата што ме поканивте. Да, во овие поредни услови тоа е професионализам на нивото на екипата овој ќе каже. Ова беше уште еден вербален со Джоле СМАТ, гледате ни понатаму и поддржувате. Кој сака да не поддржи може тоа да го направи на телефонските броји 0420 и 50 и да помогне во реализација на останатите изданија на вербален. Джоле, убав настап и се гледаме. Да живее хардкорот. Да живее.